Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип вчера го прослави својот 34-ти роден ден. Во таа чест подготвија свечена манифестација во Домот на млади во Штип, на која присуствуваше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Од таму тој посочи дека во изминатите 34 години се соочувале со тешки предизвици, многу повеќе победи отколку порази. Во наредните децении ќе продолжат постапките и чекорите на предците, а како генерација ќе се борат и ќе остават добри примери за генерациите кои следат. 4 години тешки, полни со предизвици, многу повеќе победи отколку порази, но од сето тоа извлековме поука од секоја победа, од секој пораз. Може би не доволно, но секогаш човек треба да учи и тоа да го применува во животот, во работењето, затоа што од искуството нема нешто повеќе што е значено. А ВМРО ДПМН како главна политичка сила во Македонија изминатите 34 години, но и во наредните децении, јас сум убеден дека ќе продолжи по стапките и по чекорите на нашите предци, но исто така ние како генерација ќе чекориме и ќе оставиме добар пример на генерациите кои што ќе дојдат по нас и ќе го продолжат она која што ние денес ќе го создаваме. Душко Иванов истакна дека политичката партија ВМРО ДПМН и коалицијата ги предводи институциите на локално и национално ниво по барање и желби на граѓаните, преточени во проекти и предизборни програми, за кои подоцна истите стануваат реалност. Во принцип, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, ги предводи институциите и на локално и на национално ниво, барањата и желбите на граѓаните, преточени во проекти, во предизборните програми, се реализираат истите, стануваат реалност во интерес на сите нас. Инаку политичката партија ВМРО ДПМН и коалицијата во Штип предводи локална власт во период од 1996 година до 2000-та, во период од 2009 до 2017 и актуелната власт од месец октомври 2021 година до ден денес на локално ниво. На национално ниво предводи власт во период од 1998 година до 2002, од 2006 до 2016 и оваа година изборите од 8 мај до ден денес.